10 планинари на ПСД Осогово за 12 часа успеа да ги искачат 4 највисоки врвови на планината Олимп, која е највисока планина во Грција и втора највисока на Балканот. Она што е карактеристично за Олимп е тоа што неговите врвови се полуалпинистички карактер, па важи за најопасна планина на Балканот. Искачувањето го започнавме на влезот на Националниот парк Олимп, од каде по 4 часа пешачење стигнавме до кампот А, познат како Спилиос Агапитос, на 2100 метри надморска височина, од каде што се поделивме на 3 групи, од која едната група се искачи на врвот Митика со 2918 метри надморска височина, втората група се искачи на вториот највисок врв на Олимп, Сколио со 2912 метри височина, додека оние најискусните четворица се искачија на Стефани со 2902 метри надморска височина, познати како Тронот на Зевс. Меѓу планинарите на Осогово беше и нивниот најмлад член, 11-годишниот Ѓорги Соколовски. Подвиг за почит е искачувањето на малиот Ѓорги Соколовски, кој што со само 11 години храбро и без страв го искачи Митикас, придружуван од водачот на групата Антов и неговиот татко. Од големата балканска тројка на Ѓорги му остана уште врвот Мусала на планината Рила, така што тоа момче со само 11 години ветува голема спортска иднина. ПСД Осогово има за цел да ја зачува минатогодишната титула најдобар спортски клуб на Истокот за 2016 година, со тоа што во еден месец ќе ги искачи 6 највисоки врвови на Балканот. ПСД Осогово пред само 10 дена се искачи на врвот Вихрен, викендов беше на 4 највисоки врвови на Олимп, а веќе во следниот период ќе се искачи и на врвот Мусала, со што за еден месец клубот ќе има совладано сите 6 највисоки врвови на Балканот. На акцијата на ПСД Осогово на Олимп гостуваа и двајца членови од клубот Москито од Кочани. Веќе во август председателот на клубот Тошо Антов заминува на врвот Монблан на француските Алпи.